Колку често се смееме или што е она што знае да не насмее? Секогаш кога ни фали некоја доза на среќа, си гледаме да отидеме на некое стендап шоу или да изгледаме некоја комична серија со тоа што би почнале да се смееме повеќе. Некогаш и обврските не ни дозволуваат, некогаш и секој нели со своите проблеми и мисли кои што си ги има. Миша Бабич е роден во Скопје, но веќе 19 години живее и работи во соседна Србија. Пред неколку недели го имаше своето прво стендап шоу во Скопје, во Public Room, каде што се бараше карта повеќе. Ова утро ве запознаваме повеќе со македонецот Миша Бабич. Миша, ќе ти посакам добро и убаво утро. Пред себе те прашала со оно што беше последно свежо за тебе, а тоа е твоето последно стендап шоу во Скопје, односно прво и последно. Нема да биде последно, нели, ќе има уште многу други, но она што тебе ти е најсвежо, колку си ти задоволен од тоа како помина? Добро утро и на вас, фала што ме викнавте во програма. Да, првото се надевам далеко од последно шоу во Скопје, во Public Room, стварно беше прекрасно. Моје прво соло шоу во животот и баш во мојот град, во Скопје, иако со години настапувам во Србија, сум настапувал и низ цела Србија и во Европа во некои градови, Прага, Варшава на англиски. И драго ми е дека беше во Public Room и дека атмосферата беше толку убава, све беше пиц-пец, професионално. Многу од моите блиски драги луѓе дојдоа да гледаат, така што све беше магично за мене на некој начин. Миша, што те инспирираше, што беше она што те натера да направиш и стендап шоу во Македонија, затоа што нели си работиш во Србија, живееш веќе таму, повеќе од пола живот ти е поминат во Белград, но и таму си настапуваш. Од една страна се случи случајно, ама пак е на некој начин реализација и манифестација на моите желби, дека јас примарно се чувствувам како македонец, израснат во Скопје, роден, по дедо ми сум србин и затоа имам српско презиме и живеам веќе можеби подолго во Белград, е 19 и 18 години разликата, неголи во Скопје. Ама беше една борба за мене и со самиот себе, а и со надворешните околности, дали сум доволно смешен, дали сум доволно добар, дали имам доволно материјал, дали ако направам шоу ќе дојдат луѓе да ме гледаат само мене. И сите тие работи се поврзаа во еден ден, во едно шоу по Public Room и сите тие одговори кои ги барав се вратија како позитивни одговори за мене и ми дадоа сега храброст и желба уште по-сериозно да се бавам со стендапот и да имам многу повеќе соло шоа и во Македонија, и во Србија, и секаде каде што ќе ме викнат и ќе отидам. Да, покрај шоуто во Скопје имаше свој стендап настап свој и во Куманово. Што е она што ги инспирира стендап комичарите, односно што е она што тебе лично те инспирира, како го создаваш ти хуморот? А секогаш е главната инспирација својот живот и своите искуства. Она што ќе ме засмее мене, например, си правам јадење или нешто и ќе ми падне нешто на памет и сам ќе се насмеам, и тоа е првата искра што во некој момент кога ќе седнам и ќе ја напишам, ќе ја пробам на бина, па ќе ја препишам, ќе ја допишам и на крај станува стендап бит, нели, една стендап приказна која што ја имам со тие различни нивоа, прво размислувано, па пишувано, па изведувано, па пак пишувано, пак изведувано, заедно ја прават. Така што од својот живот, нели, тоа ситуации што ми се има случувано, мисли кои ги имам за себе, за светот, заедно поврзани на еден начин да покажат слика на моето внатрешно, на мојата внатрешна состојба и мисли, а од друга страна моето делување во светот склопени на еден смешен начин за да им се представам на луѓето како перформер и како човек. Дали можете никогаш од твоите пријатели, од твоето окружување, од твоите блиски луѓе добиваш некој момент кој што ти го сугерира дека може да го направиш во хумористичен стил и да биде дел од твоето стендап шоу? Цело време. И дури би сакал да кажам престанете. Како ова ти е добро за стендап, немој да збориш. Ја не постои нешто што ги имам кажано, а да не помислам дали ова добро за стендап или не. И тоа е во Србија со колегиве комичари се зезаме. Тачно е таа фраза, ово ти е добро за стендап. И кога ќе ти кажете едни на други си го кажуваме кога сакаме малце да се. Ама да, кога луѓето знаат дека си комичар,
дури и некоја најглупава ситуација се случи што баш би било тешко да ја направиш у фора, ќе ти кажат ова ти е добро за стендап, и ти као да брат, ова баш ќе го кажам. А од друга страна има луѓе што се кажа немој ова да го ставиш у стендап. Како немој ова, како ми падна вилјушката да го ставиш. Да, баш беше многу смешно, баш утре ќе. Да, верувам дека имаш многу интересни работи со кои што се соочуваш, но нели комичарите, стендап комичарите на еден свој друг начин знаат да го представат тоа. Какви се коментарите кои што ги добиваш од публиката, од луѓето околу тебе? Секакви. Најчесто се позитивни, има и позитивни критики што највеќе го ценам, бидејќи кога ќе ти кажат супер беше се, не менја ништо, тоа е убаво да го чуеш и се осеќаш добро. Ама нема тука простор за напредок, пошто секогаш треба да има простор за напредок и никој не е стигнат до најдоброто на тоа што го прави. Така што конструктивна критика ценам и поздравувам секогаш. Има и негативни коментари, луѓе да си отидат и да ти се наљутат, да се искараш со публика од разни шоа, бидејќи нели јас настапувам во Србија на open mic-ови што се 10 луѓе ќе има во публика или 4 луѓе во публика, двајца пијани, еден не слуша еден, и сите тие ситуации од нив се раѓаат секакви моменти. Ама мислам дека дури тие најтешките моменти каде што највеќе ќе те предизвикаат, дека тука е најголемиот раст за следниот пат кога ќе биде супер шоуто, кога ќе биде пак 130 луѓе во паблик рум, ако се деси некоја мала ситуација која што не е добра, ти пак да можеш да ја преточиш во нешто што е смешно. Дали може би никогаш кога си бил на сцена ти се случило да не знам заборавиш што е следно, па тука да импровизираш? Тоа на почеток многу ми се случуваше, поготово и сега знае да ми се случи, ама веќе не се забележува од публика. Ама порано кога имав еден настап месечно и цел месец мислиш на тој настап и го спремаш у глава и го вежбаш пред огледало, го вежбаш и си ствараш некој стрес и трема, поготово тој ден на денот на настапот. Од сабајлек се будиш и одма трема и само поголема, дојаш на бина, ја кажуваш првата фора, можда ќе пројде или можда не доволно колку што си сакал и си викаш јас сум катастрофа. Ја не сум смешен и само ти паѓа енергијата, забораваш што сакал да кажеш. Публикава те гледа, нели од публика све се чита од сцена и се осеќаат и они како ти што се осеќаш, а тоа е дека не си смешен и целиот настап иде надоле. Од кога имаш, Мишо, најголемата поддршка? Верувам дека за една ваква работа која што е и јавна, и е стресна, но и смешна од една страна, нели, но сепак најголемиот товар паѓа сепак нели на стендап комичарот, тоа е тој што треба се да смисли и од него зависи, нели. Се верувам дека и поддршката и тоа како значајна, од кого добиваш најмногу поддршка? Па интересно е на почетокот кога прв пат изјавував желба дека сакам да бидам комичар, сите беа како добро. Не се зафркава едно друго, ама како почнав да го правам и да со различни нивоа на доверба самиот во себе, од 0 до 100 до 0 до 100, на крај низ работа и низ станување подобар, сега веќе верувам дека можам да бидам, и околината почна повеќе и повеќе да ме поддржува. И ако од првиот момент нели те поддржуваме, ама мислиме дека можда не треба ова, до сега сме горди на тебе, секоја чест. И нормално фамилија, пријатели, сите луѓе со кои што сакам да се опкружувам, се генерално полни со поддршка. Да, и што е она што следно го планираш? Кои се твоите идни цели, кои се твоите идни планови? Би сакал соло шоу да го изведувам и во Белград, обратно да биде таму да си отворам на македонски и да продолжам после на српски, што може ќе биде потешко него овдека, бидејќи овдека многу луѓето нели повеќе знаат српски отколку во Србија македонски. Тоа е еден план, друг би бил да го прошетам регионот по фестивали, Европа на англиски, да се развивам во што покомплетен комичар кој што може било која публика, било каде да ја насмее. Да, јас ти посакувам да имаш бескрајна кариера, нели, и блескава покрај се и да ти се остварат сите овие планови кои што си ги имаш и верувам дека ќе биде така. Ти благодарам за твојното време. Фала ти многу и фала што ме викнавте уште еднаш. Фала.